Помнете ги затворениците како и вие да сте затворени со нив, и страдалниците, зашто и самите сте во тело. Послание до Евреите 13:3. Често пати затворениците се запоставени или во неголема мера заборавени, па на тој начин бидуваат осудени не само од силата на законот, туку и од средината во која живеат. Некои од нив се виновни за делата што ги сториле, додека други пак се неправедно затворени. Но без разлика на причината, сепак тие остануваат луѓе кои чувствуваат болка, каење, осаменост и страв. Сочувствувањето со затворениците не значи оправдување на нивните постапки, туку препознавање на нивната човечност. Тоа може да се изрази преку поддршка и охрабрување или пак преку упатување добар збор, убава мисла, но и преку срдечна молитва за нив. Секој може да сгреши, но секој има можност и да се поправи. Луѓето кои покажуваат милост кон осудениците се луѓе кои веруваат во втора шанса, зашто во суштина сите минуваме низ искушенија, страдања и борби. Па, кога ќе ја сватиме смислата на нашиот сеопшт животен крст, полесно ќе му подадеме рака на оној што се сопнал од него. Помнете ги затворениците како и вие да сте затворени со нив, и страдалниците, зашто и самите сте во тело. Послание до Евреите 13:3.